невест го вовел во оваа работа, го заразил. Како што кажа, не знам дали е вистина. Брат сакал да го упука во глава, Пусат не дозволил. Каде е Пусат? И овој пат не ти ја земам душата. За сега со вас го завршив есапот. Ако Ќехвер не оздрави и не застане на нозе, не дај Боже, ако умре, тогаш есапот одново ќе го отворам. За. Тогаш нема да гледам ни годин, ни пол. За, само едно нешто ти кажувам. Од сега натаму светов е претесен за нас двајцата. За е толку голем, како да не биде тесен. И ти си во право. Мемати! Пусат! Жив е. Помагај го. Ајде, Лаво. Ајде, Лаво, издржи. Кузно, побрзо. Ги издржиш, Лаво. Ги издржиш. Али ме мати со раце го погребав, тебе нема да те погребам. Ти мене ќе ме погребаш. Издржи, Лаво. Ајде, гусно. Добре да иде. Гладен ли си, душа? Инджи, ако ти кажем нешто, нема да се налутиш? Не, душо. Што е? Да не ми се обраќаш со душо, злато. Не ми е баш пукев. Секако дека може. Како да ти се обраќам? Доволно е полат. Добро. Да ти поставам за јадење. Каснав нешто пред да дојдам. Секако знам дека си уморен. Ама ако ништо друго, ако заедно јадеме, нешто ќе се споделиме. Со време и тоа ќе биде. Мајка ми те посетила. Да, дојде. И што зборувавте? Јас сакам да знаеш дека не си моја невеста. Мајка ти многу јасно ми кажа што мисли. Што мислела? Нашиот син. Нашиот син, викаш. Јас сум задоволен од керка ми и за втората не викам не. Сигурно е машко, ќе видиш. Дојде да ти ја покажам собата. Ако не ти се допаѓа, ќе ја преуредиме. Си мислев дека и поради собраќајката и поради бебето нема да бидеш рад. Добро си размислила, Инджи, ама уште некое време ќе биде добро и за Елиф ако останам кај моите. Како тоа? Ќе доаѓам да те видам, после ќе одам таму да спијам. Наутро ќе ја видам керка ми и педагогот рече дека треба да се посветам. 2 минути почекај, ќе ги спремам работите и доаѓам. Зошто? Со тебе и јас ќе дојдам. Неколку недели ќе имаме потешкоти во друга куќа, ама како и да е, тоа е привремено, нели? Инджи! За 2 минути, душа. Пардон, Полхат. Притисок? Стабилен. Одма томографија да направим.
Ajde, sinko. Ajde, sinko. Hvala ti. Добре дојдовте. Добро ви најдовме. Елиф, заспа ли тато? Со мајка ти гледаше телевизија и заспа. Ја легнавме во креветот. Дојдете, дојдете. Кој дојде, мажу? Примаш ли гости, мајко? Ајо, каков збор е тоа, чедо? Ова е твоја куќа. Сега, дошо. Ова е ваша куќа. Како сте? Јас мислев дека ќе останеш, чедо моje. Дојде да ја видиш Елиф? Не, мамо. И останеме. Добро, добро, убав сине мој. Ама Елиф која ќе се разбуди са бајле ќе се изненади. Зошто да се изненади мајко? Таполот не го знае за татко. Така или вака ќе се наигне, мајко. Како и сите ќе се наигне. Ќерка ти не е сите. Ако сакате, покажете ми ја собата за да се распакувам, татко. Дојди, Керко. Зашто вака правиш, мајко? Уште пред да ја наречеме наша невеста, дојде и се смести во куќава господицата. Добра, мајко. Да ги земам и Елиф, и Инджи и да си одам. Ако ти прави се што оваа жена ќе каже, земи оди, чедо. Hocam, Rıza Selimoğlu'nun ve arkadaşı İbrahim Şenyurt'un vakası. Господја Назиф е малку чувствителна, Керко. Приметив, татенце. Но вие не грижете се. Што и да каже, нека каже, таа ми е мајка. Остави Инджи. Ќе ја земем Елиф, си одиме. Не ме терајте на овие години да покажам Сави. Тато, не гледаш ли како ме напнува? Керка ми Инджи не гледа. И ти не гледај. Ајде, Господ мир да ви даде. Леле, кој те научи на овие нешта? Што има тешко во правењето јајца? За вас велат, овие се од висок сталеж, со раце јајца не фаќаат. Што друго велат? Сте имале слуги и тие со кашика во уста ви давале храна. А така ли е сега?
Господе, ако уште еднаш поверувам на гласини. Убиецот си Мекара. Кој го штити? Многу добро знаеме. Ajde. Ако ми го дадеш сириецот, кој што пак се дружи со петкаратен агент како Чешифоглу, ќе му го спасам животот на синти. Кара умрел! Кара умрел! Се повлекуваме! Со тебе и со тие како тебе не се пазарам. Утре вечер, Долина на волците,